По завршувањето на меѓувладината конференција во Брисел, представниците на македонската влада ќе присуствуваат на затворена прослава во клубот на пратеници, тврди опозицијската ВМРО-ДПМН. Според пратеникот Антонио Милошовски, ако власта не се плаши од како што вели предавството што го направила, ќе прославува на плоштад заедно со народот. Премиерот Ковачевски, Бујар Османи и Бојан Маричич ќе одат во клубот на пратеници на затворена прослава, каде што веројатно ќе има и добра храна, но доколку е историски ден, нека одат на плоштад и нека го повикаат народот на заедничка прослава. Но се гледа дека тие се срамат од ова што го прават, но се обидуваат преку пиар пропаганда да го представат денот како некој голем, успешен историски ден. Во Брисел преговорите почнуваат само за Албанија, но не и за Македонија. Власта ќе се врати дома да ги исполни уцените и барањата од Бугарија, вели Милошовски, а состанокот во срцето на Европската Унија е само свечен ручек и фотографија. Македонија после ова, според него, влегува во лавиринт каде што историјата и минатото ќе бидат многу поважни од сегашноста и иднината. Денес во Брисел имаме две држави, од кои што едната, Албанија, реално ќе ги започне преговорите со отварање на реална меѓувладина конференција, и Македонија, која што ќе има свечен ручек и фотографија и нема да ги започне преговорите, туку ќе се врати дома за да ги исполни уцените и барањата од Бугарија како предуслов за некогаш по година, две или покасно да ги започне преговорите со Европската Унија. ВМРО-ДПМН стои на ставот дека нема да поддржи менување на уставот, зашто министерот за надворешни работи Бујар Османи е убеден дека тоа ќе се случи многу наскоро, бидејќи овој процес е услов за втората меѓувладина конференција. Тоа што нема да се исполни обврската која предвидува внесување на бугарите во уставот, според Милошовски може да доведе до политичка криза и предвремени парламентарни избори. Опозицијата претходно најави иницијатива за референдум на кој граѓаните ќе се изјаснат за сите прашања поврзани со патот кон Европската Унија. Како точно ќе гласи прашањето, дали ќе се однесува на целиот француски предлог со протоколот и промената на уставот, или поединечно ќе покажат консултациите со правни и уставни експерти кои ги најави ВМРО-ДПМН.